Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај вамо. Ова е мојата видео колумна која ја правам колку можам поредовно. Но обично ја правам кога ќе се акумулираат повеќе работи, па малце во мојот стил на јадење буреки, импровизација, да ги согледаме работите што ни се случуваат. Имено, драги мои, ние сме во еден убав, широк фудбалски сокак. Морам да признам дека пријатно е навистина овие топли денови да се поминуваат со друштво, со пиво, да се гледа светско првенство кое патеме стварно доста интересно. Ја правам оваа колумна вечерта после играњето на Еквадор и Германија, каде што вау, мислам, каков надпревар. Но како иде понатаму ќе биде се поинтересно, се поинтересно. За жал, не ги имам повеќе оние спортски преноси и добро е што ги немам, затоа што публиката си одлучи дека сака поезија во стилот на Калински, додека топката е во воздухот да ги прочитаме имињата на составите, може би е гол, може би не е гол, земјата на изгри сонцето, кариоките, гордиот Албион, фрази кои уште во 90-ти години ме гушеа толку често, значи наназад само тоа едно те исто. Видите, ја не им замерам на тие луѓе, тоа се спортски коментатори, они не се креативци, они не се тука да не забават, они се да читаат статистика и да го прочита точниот фудбалер. Но, моја жалба беше сосема друга. Но публиката си одлучи, не сака забава, публиката одлучи, сака нешто друго. Ја испочитував и кога ќе си дојде време, се повлекував од тоа, се повлеков од јади бурек. Кога дедо Боже ќе рече, ќе се повлече ми од овдека, сакали или не ќеле, едноставно, знаеш како, уживаш како низ некоја мрзлива река, она кој ќе се опуштиш, знаеш, она у аквапарк, она се опуштиш и те носи, знаеш, колку и да е лошо, убаво е така животот да се согледува, знаеш, онака, зашто, мислам, олабај се, опушти се, биди благодарен, све, дури и кога е немирно време и немирни води, човек може и наоѓа убавина. Ако нашите свети отци успевале, зашто никој? Што правиме ние? Да ви кажам, на раб бев да направам колумна минатата недела, ама искрено да ви кажам, почувствував дека некако се вратија 70-тите години. Во која смисла 70-тите? Вие сигурно не паметите, но јас паметам кога Бугарија, како член на Варшавскиот пакт, поставуваше тенкови на граница спрема Македонија, поточно Југославија. И прилично напнато беше. Ја паметам, иако доста мои роднини и пријатели идеа на одмор во Бугарија, и то идеа во тие, немаше развиен туризам, она што беше, туку идеа затоа што беше преевтино. Навистина, недостатокот од се, буквално со бугарите фармерките ти ги соблекува, ама исто така, ако имаше подолга коса, знае и да те ошишаат. И чудни се нивните тие тркалања, фашисти, па не сме фашисти, комунисти, па не сме комунисти, и така натаму. Но реториката толку беше жестока, откако беше фатен лик некој како пали 2 дипломатски автомобила на бугарската амбасада. Што е за секоја осуда. Апсолутно, без никаква толеранција. Али, знаеш како, мене ми идеше песната Тораде, питанге изладе, бацају бомбе на стране амбасаде. Сега, на која влада мислам и на кого алудирам?
Значи, кому му идеше во корист да пали дипломатски автомобили и да ја крене реториката против Македонија? Нас? Кажете ми, каква корист можеме ние да имаме од тоа? Не знам, ја лутам во вселенава. Hal, open the door, Hal. Луѓе, вакви работи, моето искуство, многу ретко се случуваат случајно. Некому, они набуцкале некого. Ако некој имал корист да набуцка некого да направи таква белја, за да биде оклеветена пред Европа и пред светот македонската влада, ја мислам не треба да ви покажувам со прст. Толку е јасно. Затоа, оставив уште некој ден и гледам како нагло спласна. А претходно беше повикаа на блокирање граници. Некој си таму радикалец, Саше политико, не знам, дрн јариња, кај го треснав и него е сега и ја. Некоја будалетинка таму, некоја и ќе затворил границата со Македонија. Затворија, брат бе, заклучија, 30 години, ајде да видам кој ќе има. Но од друга страна, бидејќи искрено да ви кажам, моето време дружење со политичари е, ајде да речам, во месецот скоро нула. На 2 месеци, ако се сретнам сосема со некого, повеќе се сретнувам со режисери, со уметници, со музичари и така натаму. Тоа ми е останато од 103, тоа е некој мој круг. Не дека бегам као зовам политикон или немам политички став, напротив. И што дознав? Дознав дека ќе се одржи голем концерт на македонски и бугарски музичари Кармина Бурана. И се одржа. Спектакуларно. Мислам дека и српски или грчки имаше. Whatever. Во Корча имаше фолклорни ансамбли од Црна Гора, од Грција, од Македонија, кој што ги видов знамињата од Бугарија и така натаму. Играа ора, си покажуваа кој како фолклор има. Чекај сега, знаеш како шизофрено ти е. Па ќе земеш да ги читаш бугарите. Ние сме вакви, ние сме такви, они се лепота. Они ги родиле Адам и Ева, па после се создал се. Они го создале светот и Господ, па после Господ све останато. Мислам, јас, Боже ме прости, ама оваа карикатура која сами си ја создаваат со нивното надреално претерување, мене не ми е јасна. Ја имам неколку интервјуа наназад, може би треба пак да ги повикам, кај што 2,5 часа гостинот, кој се разбира во оваа историја, балканска, македонско, бугарска, ми објаснуваш, викам, што им е проблем на бугарите да не признаат, да не остават това. И пак не ми е јасно. И пак не ми е јасно како тоа нив ќе ги загрози. Еве, ние сме македонци со македонска историја, нема 45-та, заборави Тито, све окей, се извинуваме за све, ај се смируваме, готово, браќа и сестри, пријатно. Како ќе загрози? Па сега некои од нашиве овие викаат, тоа ќе било, ќе исчезнеле бугарите. Како бе ќе исчезнеш бе? Ние не исчезнуваме што нонстоп не напаѓа, па некој што се самоопределил како бугари. И се уште една работа. Мој драг пријател, за кого напишав ментално рецензија за неговиот нов албум, кој имав среќа да го преслушам и чест така натаму, кој не доби никаква награда од оваа држава, иако е најплодниот македонски автор на сите времиња, историски најзначајниот и музичар кој има најмногу настапи надвор од Македонија. Друг пат ќе збориме за него. Века идам на концерт, брат. Браќа се викаме затоа што се сметаме дека сме браќа од различна мајка. Каде ќе идеш? Во Бугарија. Некоја
област, и така натаму, поканет како специјален гостин, меѓу останатото и други македонски музичари, театар, режија. И сега, знаете, што ми е поентава, што ми е буреков? Од една страна, гледате како вештачки се буста еден говор против Македонија, против македонците, против... И ние добиваме впечаток дека цела Бугарија, сите бугари, целата нивна политика и историја, и ги мрази македонците, ги негира македонците и така натаму. Од друга страна, добивам сосема друга работа. Сепак луѓето од културата се малце пошироки. И тоа ми дава надеж дека во иднина, дека овие нивни корисни политички идиоти, кои ја не знам каква корист имаат. Стварно не знам каква корист. Не знам што мислеа дека ќе постигнат со блокирање граници, со такви притисоци. Да предизвикаме војна? Ајде! 2 НАТО земји ќе се тепа. Невозможно е, Јанко, не треси глупости. Него Кипар. Ама добро, тоа едно се случи. Кипар е во Европска Унија, Турција не е. Ама да, ама ти ово, она и така натаму. Види. Целава игранка е многу глупа. Они мислат дека со овој притисок што ќе направат? Дали мислите дека со лошо може некого да натерате да го смени ставот, мислењето, да прифати нешто што не е така, само заради некаква лична материјална корист? Знам дека нема. Знам дека на сите ни е сладко и така натаму, ама до толку не. Они мислат дека не знам што мислат. Јас стварно не знам што мислат. Сте го гледале Црно семе? Македонци гинале, христијани, лавови ги јаделе, не се откажувале од верата. Македонци биле стрелани, мачени, затварани, не се откажувале од македонштината, затоа што идентитетот е нешто што е збир од наследство и мој избор. Дали сваќате дека кога имам наследство, мене тоа ми значи, но можам и да се откажам од него. Но кога ќе одберам нешто и се одлучам и се самоопределам, а згора моето самоопределување е врз темели на 2000 годишна, па и повеќе историја. Ја 2000 годишна секогаш се повикувам на нашите свети отци. И особено светите браќа Кирил и Методи, кои ги поучувале со Словото, со Библијата, со христијанството, неверниците. Ние сме биле верници, ние сме биле писмени, не описменувале нас, ги описменувале сите други. Ние веќе претходно сме биле. И тоа историски и археолошки податоци постојат. Ние сме просветленоста, продуховеноста, ние Словото го имаме од свети апостол Павле. Нам не ни требале светите Кирил и Методи нас да не просветлат за Христос. Ја имаме од свети апостол Павле, света Лидија Македонска. А претходно писменоста, дали е имало тука? Каменот од Розета не го прифаќате? Винчинските глинени табли? Писменост имало од овдека. Ние, да, светите браќа и сите нивни ученици биле македонци и тргнале во света мисија да го шират Словото. Како го проширувале Словото, се луѓе повеќе станувале христијани. Кога ќе рече некој, абе словените дошле од онаа страна на Карпатите. Луѓе, само да ви кажам каде е кажана оваа реченица. Тоа многумина го пренебрегнуваат. Замислите на карта, да не ви отварам сега. Кога патеписецот дошол и ги прашал, кои се овие? Вие се словени.
Он не прашал, у тоа време немало пасоши, французи, италијани, германци, ово, она. Кои се овие? Словени, христијани, одочасници, верници. Од каде дошле они? Од зад Карпатите. И замислете, во тоа време, ваков едноставно прашање со ваков едноставен речник. Но ако застанеш на местото каде се бил овој разговор, сосема друг печаток ќе добиеш. А тоа е, овој разговор е воден во Киев, областа. Кога ќе застанеш во Киев и ќе прашаш некој од кај е дојден и кој ќе рече од зад Карпатите, тоа ги покажува овие краишта овдека. Драги мои, за среќа во овие жешки денови имаме демократија. Демократски во парламентот се обидува да го сменат министерот за внатрешни работи. Мислам дека едно сватив дека неколку клучни луѓе во една влада, било која влада, од било која партија, остануваат на клучните позиции до крај. Тука нема импровизација. Особено во МВР и претходниот, нели, од претходната власт цело време беше не го сменија ни неговите, ни никој. Тошовски треба, додека е ВМРО ДПМН, оваа влада на Мицкоски, Тошовски треба да остане. Затоа што кога ќе влезеш, се запознаваш со структури. МВР е огромна организација. Во неја има луѓе од една, од друга страна. Има луѓе кои се под влијание. Има шпионаџа, има контрашпионаџа. Има се и се што, и тој во цел свет, не само кај нас. Некој треба добро да ги запознае од сам почеток работите, да ги постави и да ги одржува заради безбедност. Затоа Тошовски тоа добро го прави. Може би утиња со моторџиеве, се фалеше ќе ги запрел моторџиеве да брчеле вамте тамте, никој не успеал тоа. А ако успее, капа доле, не јас им ном капава. Не денеска. Се звекнав гладата овдека чакра си ја отворив, да не ве просветлам многу. Но, едва и чекам да бидат сменети многу министри. Не идам во реториката, не биле со народот. Не очекувам министер да ми иде у нива. Како сте? Дај земи мотиче. Шо е вреден? Не бе, брат, дали работиш или не работиш? И не само дали работиш, туку што работиш. Имате вие министри кои целото свое делување, ја не знам како се протнали, или тоа е некаков дил, или не знам што е, работат само за бившата власт. За луѓе од бившата власт во одредени области и структури. Океј, ако било дел некој за не знам што, онда е време и да се направат промени. Има некои се улежуваат, седи, дреме, ништо не прави и така натаму. Затоа, реконструкција на власта, good job. Тоа е добро. Тоа треба. И мислам дека ако сакаат долго да останат на власт, а треба да останат затоа што имаат поддршка, имаат резултати. Имаат резултати. Иако, дури мојана докторка си знаеде бурек краделе, не краделе. Викам, си седнала ли да со кола да отидеш Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид? Дали нешто слично си видела да се случува во Македонија изминати? Ја не памтам такви работи од 70 години. Такви енорни инфраструктурни работи да се случат. Ние 10 години немавме воз тргна. Се смееле, 2 воза имаме. Да, сега имаме 2. Немавме ни еден. Па аеродроми, па нови линии, па нови гранични премини. Тоа ми треба? Затоа што тоа ја олеснува работата на еден инвеститор од надвор или наш да почне да гради. Како? Значи, ако имаш ти добри патишта, тогаш тебе трошоците ти се помали. Транспортот по лош пат е поскап. Имаш поголема амортизација, транспортерот повеќе наплаќа заради лошиот пат, повеќе троши гориво. И ете, да ви ги редам.
Значи, не беа луди американците со big deal во најголемата криза, како да излеземе од криза, гради патишта и железници. 30-тите години big deal-от е градење патишта и железници. Ангажираш работна сила и правиш инфраструктура. Таа инфраструктура им помогна да имаат фантастична индустрија и за време на Втората светска војна и особено златното доба 50-ти, 60-ти, па и 70-ти години. До ден денеска тие широки патишта се пример во светот. Она што Кина сега го прави е она што го правеше Америка 30-тите години. Да, Америка сега малце лабава се занимава со шминка и така натаму. Кинезите се обидуваат да станат она што е Америка, но да станат конзистентни на такво нешто. Затоа има многу работа, но идејата е добра. Ние како Македонија, ние два коридора треба. Според мене, исток-запад, север-југ, тоа е крстот. Но ја тој крст би го заокружил со еден кружен, како кружен тек, еден автопат, кој би идел, автопатот доаѓа до Охрид. Па од Охрид да иде до Ресен, да иде до Битола, да иде до Гевгелија, да иде до Струмица, да иде до Берово и така Куманово и така да имаме еден круг, крст и Македонија ќе биде фантастично место каде што на страна јас и вие како туристи нема пат што ќе не спречи да не отидеме до Охрид или други места, но ќе може да се развие и Преспа и Охрид. Ние имаме едно езерце кое е за никаде, Дојра. А можеме да го направиме многу убаво. Преспа може да биде нашата Гоа. Гоа е плажа во Индија каде што цел свет доаѓаше на техножурки. Тоа песок со километри и така натаму. Единствено викам, зашто овде фестивали не се прават светски? Топло е времето? Не, таман е времето. Топло им е на французите, а на французите им е топло, затоа што немаат клими. Ама, знаеш како, таму воздухот бил повлажен, окей? Одвлажни го. Македонец се раѓа со своја куќа, не живее под кирија, во секоја куќа има клима денеска, така да во нашата сиромаштија ние имаме подобри шанси за поздраво да издржиме во целава приказна. Вештачкава интелигенција, капут. Океј, едва ги чекам уште потоплите денови. Потопол ден, тоа значи уште поубава атмосфера во Охрид. Само, зашто не се ревитализира Преспа? Такви одмаралишта, такви убави хотели имаше порано. Што ја? Па земи ти, доста збориш, земи ти ревитализира. Еве бе, добро, ајде, остај лопатата таму, седнуеме, фрламе 2 јајца на точак, само управуваме и за татковината со Гоце напред. Тоа беше се за денеска, драги мои пријатели и пријателки, бидете ми поздравени и се гледаме во наредната прилика. Така ли? Па така е.